Definitivno životac знае да биде суров уште од мали нозе. Тоа најдобро ќе го знае да ни го раскаже Сања од Клечевце, која што е по потекло од Скопје. Била несрекно мажена во Кратово, а денес нема ниту за леп во селото каде што е мажена. Добар ден. Добар ден. Сања, веќе подолго време се слушаме. Да. Не повика, бидејќи ви треба помош. Да. Од каде си? Од Скопје. Како заврши тука во Клечевце? И зошто? Па од муки, проблеми, беше премужена и се тој ми добро. Кога беше мажена? Каде беше мажена? Кратово. Кој ве омаже? Мајка ми. Сил, татко ми не даваше, мајка ми сил. Колку години имаш кога се омаже? 17. На 17. Таму каков живот живееш? Пеко. Што ти И се sad случува? живу добро. Што ти се случуваше? Non-stop тепање, малтретирање. Не мога, ама трпе за деца 11 години. Сак па тој ми добро. Тој како дојде све ми добро. Немам ни муки, ни тепање, ништо. Но сепак не повикавте? За помош. Каква помош ви треба? Што ви е? Зошто? За храна, за окреću da onademo ova da sredamo sobičke. За работу, ако има негде да се работи. Зашто? Како живеете? Имате ли приход? 5000 само, социјално, ама не стизе. Овде живеете во ова? Ова е стан ваш или социјален? Социјален. Социјален. Добар ден. Вие сте супругот. Како живеете? Не повикавте да дојдеме да ве снимаме. Што е вашиот проблем? Да, па сиромашни за тоа. Сиромашни сте. Да. Понекогаш согласувањето и разбирањето не се доволни за добар живот. Све си добро ще има. Значи има си се. Све си има. Куде отида да заработам, све си донесе дома. Зошто не работите вие? Пошто све е приватно. Приватно, ако ве викнат. Немате стабилна работа. За пари после. Немате стабилна работа. А вие, Сања? Заебава. Ја поднеса аудиото и па ме одбија, па пушти джар. Како живеете со 5000 денари? Сигурно тешко ви поминува. Тешко, што да правам. Како се снаоѓате за храна? Па, побитни работи купам, што други гледам како јадат, ние ќе гледам што да. Ама па не сум. Гледай, колку толку компирче, вкуснеш, без леп, па се најадеш. Сметаш ли дека донесе висенска одлука што замина од Кратово тук? Да, спаси се од кратко баш. Што ти се случуваш? Мук, там не мога ни да спио, ни ништо. Тој на штрек сам спала, како дојде све на штрек. Рипа од кревет. Не сам спала, све на штрек горе. Одвај се смири тој, мирен сон. А децата? Останаа горе, куде така има не старата. Не ги гледаш. Не. Најтешко за родител е да го изгуби своето дете, не по негова вина, а по многу години повторно да му биде вратено. Денес сме токму во Велес да ви прикажеме една таква приказна во која што Снежана ќе го стави своето срце на дланки, ќе каже како живеела тешко без своето дете, но и како живее сега кога се заедно. Добар ден. Снежана. Јас сум Снежана. Се слушнавме по телефон, се пријавивте во срце на дланка. Ние се пријавивме. Зошто? Како живеете? Што ви се случуваше? Тешко. Немаме примање. Затоа ви повикавме. Тежок живот. И тоа. Со какви примања во Со моментот? 4000 денари. Со 4000 денари. Имате син? Син, 26 години. Тешко живееме, нема имам примање. Меѓутоа не е ни во состојба да работи, ниту па вие сте во состојба да работите. Нај двајцата. Што ви се случи во минатот? Имавте една тешка траума која што и денес ја трпите преку последици. Уште не помина. Што ви се случи? Многу работи. Што се случи еден ден кога го испративте Здравко во забавиште?
тежок ден тој ми беше. Не се врати. Тешко се осеќав. Како не се врати? Каде беше? Заврши во домот. Заврши во дом. Ова е вашиот дом? Нашиот е повеќе. Тука живеете од секогаш? Да, од секогаш. Од како се омаживте, така? Да, тука не сум сменувана. Тука. Здравко заврши во дом за деца без родители, иако имаше живи родители. Да, при живи родители заврши. Како се случи моментот да го изгубите Здравко кога имаше 5 години? Го испративте тој ден на училиште И не се врати од школа, а јас отидовте да видиме во школото, го немаше таму во школото. И ја прашавме наставничката, но она вика, ништо не ми одговори жената. И јас ја прашувам, и мажот ми, она ништо не ми одговори. 2 дена пред тоа изгубивте уште едно дете? Го изгуби вториот син, бебе, и оно ке завршише во домот, беше документите спремени, ама отиш заврши вака и не може да го смести. Како наредните 13 години живеевте без Здравко? Никако, никако. Тежко. Тешко. Дома не ми се влегуваше, не ми се седеше дома. Се испаѓав, се оно се тука со комши се направивме обед, така се утешував и така ми минеше. Потоа го губите и сопругот? Го губам. Се Уште еден удар, значи добивате многу тешки удари за многу кратко време. за кратко, да, подна година. Ти си тоа момче кое што на 5 години отиде во забавиште и не се врати дента. Да. Што се случи? Се сеќаваш ли на тој ден или премногу беше млад, мал? Јас, отидов со Бале в школа. Ме испрати мајка ми со минибусчето. Со комбето ме испрати у школа и после мора дојде и ме зема ме на школа. Кој? Баба ми. Ме зема, ме влечеше со полиција, со службите од социјалното и ме однесе право во домот. Тој ден сигурно нема додека си жив да го заборавиш. Да, Ден кој ти го смени животот. да, Денес имаш ли трауми? ние. Како? До ден денес и ноќи кога спијам и секој ден и кај доам се идам. Се мислам дека некој ме влече, дека ќе ме однесе во едно во друго место и Не си добар. не сум. Загнуван сум во минатото. А не можам поради минатото да идам напред во иднината. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Срце на дланка, емисија од хуман карактер и емисија која помага на оние кои што имаат најголем проблем, кои што се социјално загрозени или пак живеат со некаква болест, проблем и слично. Верувам дека сите вие кои што живеете така тешко имате можност и храброст да се пријавите на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека на човекот може да му биде одземено се, освен можноста за избор на било каков став во било каква околност. Навистина двете семејства кои денес ќе го става Срцето на дланка живеат тешко. Денес ве водиме кај едно семејство кое што нема можност да бира ништо повеќе освен да го стави Срцето на дланка.
Сања Алексовска е родена во Скопје. Првиот дел од детството таа ќе го опише како мирно, се до нејзината 14-та година кога, како што ќе рече мајка, и принудно ќе ја омажи во Кратово. За период од 11 години родила 5 деца и секојдневно била жртва на семено насилство. Пред известно време била принудена да избега од супругот во Кратово со образложение дека не можела повеќе да го трпи насилството. Избегала кај Зоран во Клечовце, за кого ќе каже дека многу ја почитува. Конечно го пронашла мирот, но многу и фалат децата и само еднаш месечно ги слуша по телефон кога ќе ја дозволи социјалното. Таа не јадела, ќе рече Сања, само децата да имаат храна. И навистина тешко е за една мајка да живее далеко од најмилите. Сега живеам мирно, но немам за храна, зашто јас не можам да се вработам, а сопругот од здравствени причини не може да работи, вели Сања за нејзината моментална животна ситуација. Живеат само со 5000 денари социјална помош, од кои средства повеќето одат за сметки и исплата на достасани кредитни обврски. Затоа таа учајно замолува или да најде работа за да може да се прехранат, или да им се помогне со храна и средства за хигиена, за да може да ја надмина тешката финансиска криза. Дефинитивно животот знае да биде суров уште од мали нозе. Тоа најдобро ќе го знае и да ни го раскаже Сања од Клечовце, која што е по потекло од Скопје, била несрекно мажена во Кратово, а денес нема ниту за леп во селото каде што е мажена. Добар ден. Добар ден. Сања, веќе подолго време се слушаме. Да. Не повика, бидејќи ви треба помош. Да. Од каде си? Од Скопје. Како заврши тука во Клечовце? И зошто? Па од муки, проблеми, беше премужена и се, тој ми добро. Кога беше мажена? Каде беше мажена? Кратово. Кој ве омаже? Мајка ми. Сил, татко ми не даваше и мајка ми сил. Колку години имаш кога се омаже? 17. На 17. Таму каков живот живееш? Пеко. Што ти се Се случува? живо добро. Што ти се случуваше? Non-stop тепање, малтретирање. Не мога, ама трпе за деца 11 години. Сак пат ми добро. Тој како дојде све ми добро. Немам ни муки, ни тепање, ништо. Но сепак не повикавте? За помош. Каква помош ви треба? Што ви е? Зошто? Храна. За океј чудо. Онадено слова да средам особички. За работа, ако има негде да се работи. Зашто? Како живеете? Имате ли приход? 5000 само, социјално, ама не стиз. Овде живеете во ова? Ова е стан ваш или социјален? Социјален. Социјален. Добар ден. Вие сте супругот. Како живеете? Не повикавте да дојдеме да ве снимаме. Што е вашиот проблем? Да, па сиромашни за тоа. Сиромашни сте. Да. Понекогаш согласувањето и разбирањето не се доволни за добар живот. Све си тоа праши. Значи има си се си има куде отиде да заработам, се си донесе дома. Зошто не работите вие? Пошто све е приватно. Приватно, ако ве викнат. Немате стабилна работа. Не за пари после. Немате стабилна работа. А вие, Сања? Нема. Ја поднеса аудиото, па ме одбија, па пушти джар. Како живеете со 5000 денари? Сигурно тешко ви поминува. Тешко, што да правам. Како се снаоѓате за храна? Па, побитни работи купам, што други гледам како јадат, ние ќе гледам што да правам. Ама па не сум. Гледай, колку толку, компирче, вкуснеш, без лев, па се најадеш. Сметаш ли дека донесе вистинска одлука што замина од Кратово тук? Да, спаси се од кратко баш. Што ти се случуваш? Мук, там не мога ни да спијам ни ништо. Тој на штрек сам спала, како дојде све на штрек. Рипа од кревет. Не сам спала, све на штрек горе. Одвај се смири тој, мирен сон. А децата? Останаа горе, каде татко има не старата. Не ги гледаш. Не.
Сања Алексовска потекнува од керамидница Скопско. Во детството имала и убави моменти, но повеќето ситуации од тој период ќе ги опише како стресни, поради несогласувањето на незините родители и заминувањето на незината мајка. Сепак незиното влијание направиле таа да биде принудно омажена на 14 години и да роди 5 деца. Цела деценија, ќе каже Сања, живеела во тешки услови, малтретирана. Затоа, еден ден, дури и по цена да ги изгуби децата, со спакувани куфери се сели во село Клечовце, во домот на незиниот сегашен партнер Зоран. Село Керамидница, Скопје, позади пиварес. Детство таму се имаше убаво, мирно. Само што мајка ми премужи се за друг муж. Татко ми не дека нема слога, она нон-стоп сакаше да шета, да искача со други мужи. И нас не е водила по такви работи. Мали. Сестра ми се удаде у тој село Скопје, кога вика, не ga памту. А другата сестра е живот си има одревен. Деца си има 2, работи си у кабли, муж и у акумулатори, зима си плата. А со тебе што се случи од како заврши основно училиште? Средно учи у Скопје у Стив Наумов. Како заврши, после мајка ми ме удаде за Игора у Кратово, што е горе. А зошто ти не сакаше тогаш да се мажеш? Не кеш. Колку години имаше кога тоа Так мажи? беше малолетна, немаше јоште полнолетство. 17 години. Плаќаше она на суд за да ме земат. Што се случуваше од твојата 17-та година до пред 2 години? Многу тешко. Јаш на 18 роди првото. Многу беше мучено таму. Ни слога, ништо. Колку деца имаш? 5. Мора да бегам, да спасу живу главу. Пријавуваа у полиција и сопруга лега еден вечер. Многу ме малтретираше. А у Скопје детско си имаше мирно. Само што слога мајка ми со татко ми се караа, татко ми не кише ми да е, она силу ме даде. Колку години беше мажена во Кратово? 11 години. И нон-стоп тепано. Мучено. Немалицкото дете кое што го остави имаше 3 години, 3 сега има годинки. 3. Тогаш беше беба. Не, 3 години. 2 годинки ја га доведе ту и после социјално га зема, одведе ја га куде него. Другите, најголемото е усмо оделение, но сигурно за сите исто те боли. Не бе мајка болеко. Како не ја оставила сите. Носеш ги 9 месеци, некој да ги онади. Ма добро, па не ме тражат. Чујемо се од социјално, отиду у град. Примерно, социјално зејамо, плату сметки, у социјално ми дадат, они го тражат. Дадат ми ги деца да ги чуј. Она кој не ми дава. Што разговараш со нив, со поголемите? Прашат мамо што правиш, како си. Тато не ни дава да зборемо со тебе, бране ни, телефон не им дава. Мушкото доскоро ми се јаваше скришо. Мамо, тато идајќи, ќе се чуе. И исклучен. Брат ми слики некња ми прати, пораснат, што да правам. Гледам си ги на слики и си плачу. Што да правам? Тешко е тоа за една мајка. Ама што да правам, да трпули? Трпе до 11 години, што да правам? Нон-стоп некој да ме тепа коски да ми скапуват. Мене таму ја не може да се вратам. Многу ме тепа, малтретирам. Ја знам, мајка сам, родила сам и тешко. Ама не може да се вратам. Страм. Таму живот немам, се ме тепаш. Мозокот ми га беше оштетила, појпи. Одвај го спаси глава. Тешко живееше таму. Сепак 11 години издржа. Па мора за тие деца. Ја бега први пут куде мајка ми, ама па се врати заради тие деца. И не мога да истрпи и избегатори. Па како се запознамо, чумо се. Да доаѓам, дојде. И ја отиде. Видиш дека ти било многу жал за неа. Зошто плачеш?
Što mi je žao? Što ви се случило? Te ne spорimo to više. Te ponenost. Živi si od koliko si. Bogato se ti dotrču. Lijevo desno. I najdu pa. Ja gladan ostanu. Kako si kusni. Сучка дойде, сучка, слабе, тен, коски. Те се тој како почна да поправи се. Немаше храна тамо? Имаше, ама гледам ја повише они да јадат. Ја гладна лег. Како се запознавте и... Преку интернет. Телефон. Он први пут вртел, ја га беше блокирала, после блокира га и праша ме. Ке дојдеш? Викам, ке дојду, муки имам таму. Оно, тој зема, авто дојде зема со мајка. Тој си живо, красно. Како природа. Искош у природа си имају наму, идемо си у реку, у Бавчу. Mi se zapoznamo preko Facebooka. Ja u Gevgeliju već na работу. Zapoznamo se i dan, 2, 3, 4, 5 mjeseca drugačije viknu. Kidamo sa kratko kino. Pa ona sama kaže ako je maltretiran bilo. Каде работиш? Работиш и по Скопje. Kako ne pošti stranstvo više, ne mi se ideš. Каде беше во странство? Австрija, Hrvatska, Bugarija, niz cijela Makedonija. А што ти е професијата? Што работеше тамо? Armirač. Армирач. I dan danas kad torba. Може би денес Сања живее мирно и заспева нетепана, но тежок е животот со 5000 денари, ке рече таа. А ниту таа, ниту Зоран не можат да најдат работа. Често знаат да останат без храна, повеќе ни на вересија не им даваат по продавниците, затоа спаси и дни нагледаат во помошта од граѓаните и евентуално вработување низино или на Зоран. Тој си живо боговски. И она свекарва ми помага дава, ни јадемо си заедно. Кад имам ја направо јадење, седнемо. Имате разбирање, но сепак сте социјално загрузени. Со колку живеете месечно? 5000. Што па? Ама ајде, не може свекој да свекарва телевизор да зема. Да гледаш таму пинанези и се спие. Стара жена, 60 години. Пример, сакам ке си легну, ке си гледам филм. Одобрија ни од Мобимак, дадеа ни га телевизор, имаше поени на телефон, 9050, дадеа ни га, дадеа наместија. 3000 само со телефони плаќам. А куде да даду попро за јадење? 600 денари по пола плаќам струја. Не истизат и она зима с 5000. Не работите ниту ти, ниту Зоке? Нигде. Зошто не работите? Па нема куде. У каблипот не се одбијам. Те па пушти барање нема да ми се јава. Ако ми се јават, кир. А Зоке? Па не може од ноќ. Бемо, снимамо ги апо и пиете па пати од ноќ. Колку време веќе не работиш? To ima 2-3 mjeseca. 2-3 месеци. Зошто? Pa ne može, cijela snaga mi je malaksa. Ja bi se kaj. Sakam doma da si imam i parički i sve. Pošto imam i zanati, sve živo djelo. I fasadu, i ljepak, i mrežu, i sve. Самиот даде отказ или те избрка од работа? Pa 2 puta beše, 2 puta mi vika idi si. Imam na puno mjesta работу, samo da mi projde ovo sve. Neću ništa drugo. Примаш нека терапија, беше на доктор? Čekaj. Od drugo nema ništa lijek. Што чувствуваш? Trne mi nogi. Ne možda ovo da je gledanje. Зашто подигнавте ти го? Pa trebaš jedne pare i sad pa dignuo. Da imamo keš. Ви недостасуваат средства во текот на месецот. Pa imam socijalno.
5000. Те кога што ни наместиваа деца женони, тоа има интернет. Да се чуеме, ја по работу може нешто да оди. Има. Те са бајле последно брашни спечеле. А што ќе правите од утра? Епа, мука. А на неа не дават у продавница што се пишува, што добро. Со тие малку пари што ви остануваат од социјалното, како го поминуваш месецот кога велиш од утре ќе немам за брашно? Па купимо што не е потребно. Те мора да даеш и на неа она пола плате, ние пола струи. Што остане купиш бе брашно. Прошли пут од 220 денари 5 кил споđакче купи. Што добро? Шекер, кафе купи. Ништо не ме стане. А камо ми за хигиена, ете, пример, девојче сам, жена сам, не дај Боже, ќе ми дојде. Нема со што. Со скрпи прошли месец, кад имаше крпи стал. Не може хигиена. Дојде ми ноќе стал клубот, свакој 5 минути лонци греу и измију се крп по тур. Но сигурно сакаше да ја возможиш поубав живот. Нема могуќност. Ја би се каже, и тој превиш. Ама нема што да работи тоа. Досакне. Што имамо тој од стопанство компири што се првале стари, тој куснем. Па без леб не си барем компир, барем ке те најаде и без леб да си компир за ситете. Еве, велиш го најде мирот, но како би живеела поубаво, со што? Па или работа, или помош да имам. Барем за храна да имам и за хигиена, друго неќе ништо. Работа би ги решила сите проблеми. Ти си работоспособна? Немајте, поднесе па чекам повик у кабли да ми вика. Поднесе тој документ за да ме викат, нема и оште. Имамо си превоз од кабли директно од брата до брата ги однесе. Би ви се решило голямо поглавје во животот да работиш било што? Било што. Те не може ни документи да извадат, тражат ми пример. И куде и да се вработу, документи ми тражат, ама јас сам под Кратово, треба се Кумановско да мењам. Не ми стизат пари. Куде по? А што со тие документи? Па личну карту треба да изваду на овој адресу. Извод треба да изваду овде. Те се пушти решењето што се разведе у социјално, ми ga тража валда за социјално, па не знам, и оште не ми се јавиле. Поникогаш се прашувам зошто, кога никогаш секој си дојде на свое, се враќаме на старото и ги оставаме плановите или не се бориме до крај. Си ги газиме собствените одлуки и продолжуваме да живееме по линија на помал отпор. Велиме дека ќе го цениме животот, а ја цениме само удобноста и пасивноста. Се што треба да разбереме е вистинската вредност на денешниот ден и да земеме се што тој ни нуди, а кога ќе дојде утрешниот да го направиме истото и со него. И така секој ден, ден по ден. Кога живееме тешко, единствено нешто кое што можеме да го направиме е да се соучиме со јавноста, да го кажеме нашиот проблем и да чекаме помош. Тоа ќе го направи и следното семејство. Здравко Петровски е 26 годишно момче со многу тажна судбина. Кога имал 5 години, 2 дена откако умрело неговото едномесечно братче, мајка му го испратила во забавиште истиот ден нема да го дочека дома. Тој од тој период се сеќава само на возилото кое го однело во домот, неговото трупање на стаклото и броењето на годините до полнолетство, за да може да се врати меѓу најмилите. За жал ке рече тој, секое дете треба да расте со родителите какви и да се тие, па затоа нема убави спомени од тој период. Неговата мајка Снежана вели дека баба му го пријавила и затоа детето ѝ било одземено. Го гледала само еднаш месечно и тоа за неа било многу тешко. За 1 година го губи и сопругот кој од жал и мисла за Здравко починал од мозочен удар. Здравко за својот живот ќе каже дека е претежок, па 2 пати во домот се обидел и да си го одземе истиот. Не поминува ноќе да нема кошмар од моментот на неговото носење во домот и со таа траума и заспива и се буди наутро.
На 18 години се враќа во родниот дом, кој веќе го доживува како туѓ, исто како што ја чувствувал и мајка си, кога доаѓала да го посетува и теши за да издржи. Сепак ова семејство од мајка и син и покрај сите премрежја се обидува да опстане и да се навикне еден на друг, но и денес живее тешко со минимални 4000 денари, а Здравче има многу желби неостварени од детството. Едни од повеќето му се да ја преуреди својата соба, да имаат за храна со мајка му и да ја посети Шпанија и неговиот умилен фудбалски тим Барселона. Најтешко за родител е да го изгуби своето дете, не по негова вина, а по многу години повторно да му биде вратено. Денес сме токму во Велес да ви прикажеме една таква приказна во која што Снежана ќе го стави своето срце на дланки, ќе каже како живеела тешко без своето дете, но и како живее сега кога се заедно. Добар ден. Добар ден. Снежана. Јас сум Снежана. Се слушнавме по телефон, се пријавивте во срце на дланка. Ние се пријавивме. Зошто? Како живеете? Што ви се Тешко. случуваше? Тешко. Немаме примање. Затоа ви повикавме. Тежок живот. И тоа. Со какви примања во Со моментот? 4000 денари. Со 4000 денари. Имате син? Син, 26 години. Тешко живееме, нема и он примање. Меѓутоа не е ни во состојба да работи, ниту па вие сте во состојба да работите. Да, и двајцата. Што ви се случи во минатот? Имавте една тешка траума која што и денес ја трпите преку последици. Уште не помина. Што ви се случи? Многу работи. Што се Тешко. случи еден ден кога го испративте Здравко во забавиште? Тежок ден тој ми беше. Не се врати. Тешко се осеќав. Како не се врати? Каде беше? Заврши во домот. Заврши во дом. Ова е вашиот дом? Нашиот е повело. Тука живеете од секогаш? Да, од секогаш. Откако се омаживте, така? Да, тука не сум сменувана. Тука. Здравко заврши во дом за деца без родители, иако имаше живи родители. Да, при живи родители заврши. Како се случи моментот да го изгубите Здравко кога имаше 5 години? Го испративте тој ден на училиште и И не се врати од школа, а јас отидовте да видиме во школото, го немаше таму во школото. И ја прашавме наставничката, но она вика, ништо не ми одговори жената. И јас ја прашувам, и мажот ми, она ништо не ми одговори. 2 дена пред тоа изгубивте уште едно дете? Го изгуби вториот син, бебе, и оно ќе завршише во домот, беше документите спремени, ама оти заврши вака и не може да го смести. Како наредните 13 години живеевте без Здравко? Никако, никако. Тежок, тешко. Тешко. Дома не ми се отлегуваше, не ми се седеше дома. Се испаѓав, се оно се тука со комши со направивме обед, така се утешував и тоа. Така ми минеше. Потоа го губите и сопругот? Го губам. Се Уште еден удар, значи добивате многу тешки удари за многу кратко време. за кратко, да, подна година. Ти си тоа момче кое што на 5 години отиде во забавиште и не се врати дента. Да. Што се случи? Се сеќаваш ли на тој ден или премногу беше млад, мал? Јас, она, отидов со Балев школа. Ме испрати мајка ми со минибусчето. Со комбето ме испрати у школа и после мора дојде и ме зема мене од школа. Кој? Баба ми. Ме зема, ме влечеше со полиција, со службите од социјалното и ме однесе право во домот. Тој ден сигурно нема додека си жив да го заборавиш. Да, Ден кој ти го смени животот. да, Денес имаш ли трауми? ние. Како? Да ден денес и ноќи кога спијам и секој ден и кај доам се идам утре. Се мислам дека некој ме влече, дека ќе ме однесе во едно во друго место и Не си добар.
Не сум. Загнуваме сум во минатото. А не можам поради минатото да идам напред во иднината. Здравко е момче кој за своите 26 години многу пропатил и многу доживеал. За жал од она која тој ќе го каже, повеќето е лошо и траорно. На негови 5 години со неговите родители живеел сиромашно. Имал мало братче кое имало само 1 месец кога починало, а 2 дена подоцна неговата баба, вели тој, го пријавила во социјалното и тој повеќе не се враќа дома. Неговите родители го гледале само еднаш во месецот, а следната година дознава и дека татко му починал. Ни еден ден, вели тој, не се чувствувал убаво, па затоа се обидел и да си го одземе животот. Тежок бил и животот на мајка му Снежана, оддалечена од незиното најмило, и само таа знае, ќе рече самата, како минала 13 години сама во 4 зида без Здравко, не гледајќи го како расте и се радува. Татко ми почина, мајка ми е жива, брат имам, сестри имам, сестра имам у Франција. Како живеевте како помлада? Убаво. Убаво ми беше животот. Тука кога дојдов, па ми беше до некаде убаво. После напокон ми тргна од 2004. Многу убаво ми беше, ама додека она не се замеша за син ми, имав уште еден син, маленко бебенце ми почина. Немав ми издржавка тогаш. Мажот ми работеше, ама платата му каснеше, немаше кој да ми помогне, за тоа почина бебето. А син ми заврши после него, по 2 дена заврши во домот. Од како почина сопругот? Не, од кога бебето ми почина. Истиот месец бебето ми почина, истиот месец заврши син ми по. На 12 март заврши у Скопје. Ми го зема. Мајка ми ме испрати со минибусот што беше иди со комбето на школата и после баба ми дојде и ми рече на насничката и рече ќе одам да купам патики и ќе го однесам дом. Ама не ме врати дома, туку имаше службата од социјалното и полиција имаше пред школата и со полиција ме однесува од домот. Ја викав на колата мало постак потоа, ама никој не ме чу и ме седна на седиштето и ме однесува од домот. После на вести ме давале 2003 и после нешто не сеќам. Јас се бајлето го испратив, беше втора смена, не иде, а прва смена одеше и втора. Го испратив поручек у школу. А мажот ми седеше у 3 сата од работа. Оти у железница работеше у Колска. Он не плачеше вака по мене, не дека го оставам у школото, ама ќе се навикне со комбето, со сите деца ќе си иде. Ама кога си дојде комбево, ја на игралиште чекам, те како што бе пречекав, не се симна дете. Отидовме до Васил Главинов, учителката вика, го зема баба му, вика, да знаеш, нели го врати дома, викам не. И после не знам другото, жената ништо не ми кажа, само знам дека заврши таму по 1 година, ние го наѓаме у домот. Јас сум рекол до ден денеска, веќе ја не паам додека сум на незина група. Кај тато и кај дедо ќе паам, а кај неа не. Кога одам на гробиште само боземјето чукам, а мислам дека ќе стане, ама не стане. Уште. Ја му кажувам, сине, ова е татко ти преку слика. Не се сеќава, вика, Многу бил мал. Му се изгубило оно, таму ко заврши. Пред 2 дена брат ми умре. Да година истата и на таа ноќ само са бајле, знам дека јако се разборив, имаше полиција и мама брат ми го треше да види дали е жив, ама не беше умре. Се сеќаваш на таа слика? Да. И мама ме прати да земам кутија од правницата и после на гробиште. И сега до ден денес не знам кај е закупен.
Кај тато одам, а брат ми не знам кај сум. Како се случи тоа и кој ве пријави, зошто ви го одзема? Свекрва ми пријави. И вистината си ја кажувам дека пријави свекрва. Колку години имаш тогаш Здравко? Здравче имаше 5, а бебето на 1 месец. А ја бев 24. А мажот ми кога почина 25 бев и за тоа не можев пензијата од него нели да наследам нешто. И до ден денеска сум млада, не можам ништо да добием освен социјална помош. Пред 2 години, пред тато да умре, дедо ми умре. Дедо ми знам дека тука плаќа сметки која влегува брат. Века лошо ми падна. И тоа ден пред нас умре. Пред мене и пред мама. Мама правеше јадење на електричен шпоред, а дедо умре пред 2001. Се сеќаваш само на лоши работи. Да. А поголемиот син ми помагаше тогаш мајка ми со млеко, со оноа. Нели оти домашно млеко и така да го изчуваме. Отичуваа крави, овци, ама За повеќе здравко. крави, да. И така го пораснав јас. А за второто бебе? За второто бебе не ми даваше свекрва ми да се јавам ка мајка ми, нели и тогаш. Да пратише млеко, бике ќе останеше живо на ништо. Не успеше. Не цицаше од вас? Не. Па јас немав да се крана. Немав. Имавте тежок живот, значи. Сиромашен. Да, до ден денеска така живеем. Баба и дедо што од мал со млеко ме исчувале и Си им благодарен на другата баба. да, на мајка ми мајка, а на татко ми мајката не ја сакам. А на тато не се сеќавам ич. Ни малку. Само знам дека тај ден кога пред мене да ме земат, он отиде на работа и после ја не го немам виден. И се мислам дека од негде ќе дојде, од негде ќе олегне. До ден денес. Дека они брат ми ќе се вратат, ама ништо. На нешто убаво можеш ли да ми кажеш, ќе се потсетиш ли на нешто убаво од твоето детство? Немам. Што ја ти кажам кога ја неам убаво детство. Ја само на лоши работи цело време. Ја не доживав убаво детство па да кажам нешто убаво. Сигурно мислиш да не се случеше тоа со домот, ке беше се поинако? Да. Можеше животот да биде уште поубав. Само со родителска грижа. Да имаш брат со кого маќите да си ги споделиш, со кого да искочиш, да се зезаш, да се забавуваш. Во социјалното прешувавте? Бев таму секој ден. Не ви известија каде ви е детето? Не. Само вика ќе те однесеме ние со мажот и ќе те однесеме, ќе го видиш тогаш у месецо еднаш. И толку, а мажот ми се разболе, уште таму патна, не вратија социјалното дома. После го однесов ја на лекар, докторката матичната вика, дома вика чувај го, ама ќе дојде брза помош, ќе оносе вика за Скопје. После по колку време, по една недела, 2, го однесо и не се вратил таму умре. Од што почина? Не знам, докторите викаат од јака оноа го фанал. Како да речем? Жал? Нервоза? Нервоза, ме и тоа како удар или што. Мозачен удар? Да, од јако мислење, од такви работи. Што се секирал за Здравко? Да, на работа уште он кодеше се секираше. Вика, за кој ќе работам? Јас вика, кој не ми е дома. Да имам за шо да работам. Вие останавте на 25 години вдовица, а и детето не ви беше дома. Не. Сигурно тоа ви е и најтешкиот. На момент. Жал ме. Уште не можам да се смирам кога спијам. Уште.
Срце ми лупа. Станувам у сонот. Го барам дека е. Викам по него, мислам дека ќе го вратам од школа уште. Така се осеќам до ден денеска. Голема траума ви е тој период. Да, не поминам. Не поминам. Ништо не пијам, ништо, не сум да пијам нешто апчиња за смирување, ништо. Така гледам да се обидувам да се смирам. Ама не може, остануват. И на тоа не се сеќавам, само знам дека мама што кажува бегав од неа. Сум бегал од неа, не... Сум ја видел у црно. Дека тато го жалеше и... Се исплачал. Да, и сум избегал. Родената мајка не сум ја познал. Ко мислев тамо кој идев не ме познаваше, бегаше од мене. Од мене бегаше. Ко се враќав, ја не знам ни по воз, ни по автобус, како сам се враќала, натам па некако кидам, ама навака. Луѓе се ме смирувале на станица, да се качам у воз. Не сум знаела ни каде одам, ни шо правам. Дома кога дојдам не ми се улеваше. Не ми се улеваше. И не го побаравте да се грижите вие за него од социјалното, што бе вика? До 18 години. Но зошто? Ете така, не можеш вика ти да се грижиш после. Од што немој се живееше, се изгуби. До таа точка ја стигна. Дека ич без татко, без мајка, без пријатели, без брат и до таа точка. Јас стигна да си го земам животот. 2 пати со лекови се обидов. Со навршување на полнолетство пред 8 години, Здравко се враќа во родната куќа во која тој ден за жал не се врати, но првиот впечаток, а и денес тој ќе рече, не може да се навикне. Се му е туѓо и секоја ноќ има кошмари како некој го краде, го става во автомобил и го носи некаде далеку. А сега, откако се врати и кога после толку години влезе во овој дом, како се чувствуваш? Непознато. Кога сум бил од едно место непознато во друго место да сум легнал што не го знам. Уште кога сум во непознато средина. А кога одев во Васил Гоинов, имав и другари, и пријатели, и тај кога наполнив 6 години, ќе ми дојде на роденден, ама она се спречи. На роденден ќе ми беа, ама она се спречи тука и сега не можам ич да ги најдам тие другари. Во Скопје заврши основно училиште и 2 години од средното училиште. Да, и тука 2. Матура кога надеше, јас му дадов за матура, а јас цело време плачев. Пошто дека без татко му матурата беше, ама он не славеше вака матура, не видим, како сите, ама малку од малку. Беше со другарчината, ја му дадов за да има спомен, нели да... Што викаат старите, го бутаме животот па да го живееме. Премногу сте млади, ти посебно. Ја посебно, ама Можеш ли да го заборавиш минатото и да почнеш од нова? не може. Ич. Зашто? Како се чувствуваш и што те спречува? Па кога спијам, не можам да спијам. Се ме мачи нешто. Се ме мачи, а не знам што ме мачи. Цело време нешто црно иде, а не знаеш што е тоа црно. Ништо не можеш да сонуваш, ни татва. Еднаш, само кога дојдов тој ден го сонував тато со ковчег или со сандак и после не го немам виден, не ми се појави. Кога го изнасот во врат. До ден денес имам кошмар дека цело време некој ме повлекува, ме влече дека ќе ме однесе. Сега од тука ќе ме земе, ќе ме однесе на некое друго непознато место. Секој да си расте со мајка и со татко и тоа е најубаво. Него да растеш без родителска грижа. Има травма. Рипа дете во сонот.
врте се, кодиме чаршија. Вика, мамо, некој ќе ме земе, ќе ме носи по колата. И ако не сум била пред Васил Главинов, ама после отидовме ние с мажа. Ама он беше више сместен у домот. Здравко и неговата мајка Снежана денес се заедно. Се навикнуваат еден на друг, онака како што тоа требаше да се случи пред многу години. За жал живеат тешко и сега, со минимални средства од социјалната помош, невработени, а со многу жилби за да го надокнадат она што некогаш за жал не по нивна волја им беше одземена. Ако може негде да работиме, ама не можам со коските. Не можам да дигам. Еден ден бев у Леов и на боерите не можам да дигам. Сега ќе сакаш да се освестиш, да станеш, пак ќе те бутне на перницата главата. Не можеш ич да се освестиш, затоа не отидов на работа. А ноќе не можеш да заспиеш. До 5 сат, 6, 7 не можеш да заспиеш и по 8 до 3 спиш. Здравче има проблем со коските и со дишењето. Болен, така е роден? Не, таму патна. У домот патна и така ми кажа дека има проблем се. Ама он треба да прима терапија, ама ние оноа. И на снимање да иде, ама немам јас да го однесам. Имате пари? Немам пари, ја да го однесам. Нема. Таму кој знае колку ќе кошта снимањето, немам јас. Многу желби имам неостварени. Сакам да одам у Шпанија. Сакам да идам еднаш Барселона да гледам уживо утакмица. Сакам да имам целата да си ја средам како кај сите што гледам на YouTube, кај што другите ја средено, сакам кај мене така да биде средено. Ама се нешто како да те кочи. Премногу пати сум ја слушнала реченицата "ех, да бев похрабар". И кога и никој да ја каже, знам дека за таа реченица стои многу болка, тага и жалење. Знам дека стои човек кој многу проплакал и да може да го врати времето би направил нешто многу повеќе. За таа реченица стои човек кој живеел живот без срце, без душа, а толку малку треба сиот наш живот да тргне поинаку, да биде поисполнет, да биде убав, само ако никој ни подаде рака и ни рече "заедно сме посилни и можеме". Слушнавме и видовме како живеат овие две семејства. Во животот ќе не идеме на многу предизвици. Еден од најдобрите и најголемите е можноста да направиме некого среќен. Денес имаме можност да го сториме тоа со двете семејства кои пред малку го ставија срцето на дланка и кои што чекаат помош од нас, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Сања Алексовска е родена во Скопје. Првиот дел од детството таа ќе го опише како мирно, се до нејзината 14-та година кога, како што ќе рече мајка, и принудно ќе ја омажи во Кратово. За период од 11 години родила 5 деца и секојдневно била жртва на семено насилство. Пред известно време била принудена да избега од супругот во Кратово со образложение дека не можела повеќе да го трпи насилството. Избегала кај Зоран во Клечовци, за кого ќе каже дека многу ја почитува, конечно го пронашла мирот, но многу и фала децата и само еднаш месечно ги слуша по телефон кога ќе ја дозволи социјалното. Таа не јадела, ќе рече Сања, само децата да имаат храна. И навистина тешко е за една мајка да живее далеко од најмилите. Сега живеам мирно, но немам за храна, зашто јас не можам да се вработам, а сопругот од здравствени причини не може да работи, вели Сања за нејзината моментална животна ситуација. Живеат само со 5000 денари социјална помош, од кои средства повеќето одат за сметки и исплата на достасани кредитни обврски. Затоа таа учајно замолува или да најде работа за да може да се прехранат, или да им се помогне со храна и средства за хигиена, за да може да ја надмина тешката финансиска криза. Здравко Петровски е 26 годишно момче со многу тажна судбина. Кога имал 5 години, 2 дена откако умрело неговото едномесечно братче, мајка му го испратила во забавиште истиот ден, нема да го дочека дома.
Тој од тој период се сеќава само на возилото кое го однело во домот, неговото трупање на стаклото и броењето на годините до полнолетство, за да може да се врати меѓу најмилите. За жал ќе рече тој секое дете треба да расте со родителите какви и да се тие, па затоа нема убави спомени од тој период. Неговата мајка Снежана вели дека баба му го пријавила и затоа детето ѝ било одземено. Го гледала само еднаш месечно и тоа за неа било многу тешко. За една година го губи и сопругот кој од жал и мисла за Здравко починал од мозочен удар. Здравко за својот живот ќе каже дека е претежок, па 2 пати во домот се обидел и да си го одземе истиот. Не поминува ноќе да нема кошмар од моментот на неговото носење во домот и со таа траума и заспива и се буди наутро. На 18 години се враќа во родниот дом, кој веќе го доживува како туѓ, исто како што ја чувствувал и мајка си, кога доаѓала да го посетува и теши за да издржи. Сепак ова семејство од мајка и син и покрај сите премрежја се обидува да опстане и да се навикне еден на друг, но и денес живее тешко со минимални 4000 денари, а Здравче има многу желби неостварени од детството. Едниот повеќето му се да ја преуреди својата соба, да имаат за храна со мајка му и да ја посети Шпанија и неговиот умилен фудбалски тим Барселона. На колата мала по стакпото, ама никој не ме чу и ме седна на седиштето и ме однесо у дом. Без татко, без мајка, без пријатели, без брат и до таа точка. Јас стигна да си го земам животот. 2 пати со лекови се обир. А сега, откако се врати и кога после толку години влезе во овој дом, како се чувствуваше? Непознато. Кога сум бил од едно место непознато во друго место да сум легнал што не го знам. Цело време нешто црно иде, а не знаеш што е тоа црно. Ништо не можеш да сонуваш, ни татва. Еднаш, само кога дојдов тој ден го сонав тато со ковчег или со сандак и после го немам видел, не ми се појави. И се мислам дека од негде ќе дојде, од негде ќе улегне. До ден денес. Дека они брат ми ќе се вратат, ама ништо. До ден денес имам кошмар дека цело време некој ме повлекува, ме влече, дека ќе ме однесе. Сега од тука ќе ме земе, ќе ме однесе на некое друго непознато место. На нешто убаво можеш ли да ме кажеш, ќе се потсетиш ли на нешто убаво од твоето детство? Немам. Што ти кажам кога ја немам убаво детство. Секој да си расте со мајка и со татко и тоа е најубаво. Него да растеш без родителска грижа.